Македонија очекува укинување на царините кои минатата недела ги наметнаа Соединетите Американски држави. Премиерот Мицкоски вели дека преговорите се одвиваат во насока земјава да докаже дека има дефицит во трговската размена со САД, а не обратно. Сигурен е дека администрацијата на Трамп ќе се коригира, бидејќи се работи за грешка. Според владините пресметки, САД имаат поголем извоз овде отколку увоз од Македонија, што значи дека имаат суфицит, а тие држави не подлежат на енормно зголемување на царините. Ја очекувам многу скоро да се коригира ова кое што очигледно е резултат на некаква грешка или погрешна информација. Имајќи предвид дека нашата трговска размена со Соединетите Американски држави во 2024 година е во негатива, односно сме во дефицит, а тие држави кои што се во дефицит практично немаат ваков тип на зголемување на давачките. И сега се споредуваат податоците во контакт сме и со амбасадата, и со Министерството за економија, и со кабинетот на претседателот Трамп. И тоа беше дел од разговорите што ги има накратко во Брисел министерот Моцунски и државниот секретар Рубио, така што во периодот очекувам да се излезе од оваа состојба. Според податоците на Државниот завод за статистика, САД се 17 трговски партнер на земјава. Размената во 2024 година изнесувала 290 милиони евра, што е за 2% помалку отколку во 2023 година. При тоа сме извезле стоки во вредност од 110 милиони евра, додека увозот изнесувал 181 милиони евра. Тоа значи дека според државната статистика, Македонија е во дефицит со САД од 71 милиони евра. Премиерот не е загрижен толку поради директните ефекти, туку од индиректните. Големата изложеност кон европската економија ја прави земјава ранлива, ако ЕУ и САД влезат во трговска војна и не ги решат економските проблеми преку преговори. Тоа се однесува до кој дел од економијата ќе биде погоден. Можам да ви кажам дека секундарните ефекти можеби ќе бидат поголеми, односно доколку речеме земјите од Европската унија не успеат да го надминат сето ова со Соединетите Американски држави. Тогаш ефектите би биле многу поголеми отколку сега примарните ефекти кои што ние ги имаме директно на билатерално ниво со Соединетите Американски држави. Не се обидува само Македонија повторно да преговара за трговските врски. Од администрацијата на Трамп потврдуваат дека околу 50 држави директно контактирале со Белата куќа за да започнат трговски преговори по воведувањето на казнени царински тарифи. Лидерите на земјите од Европската унија интензивно работеа викендов, смислувајќи соодветен одговор за САД. Европската комисија планира во среда да објави контрамерки за американските царини за увоз на алуминиум и челик од 25% и 20% за останатите увозни стапки од ЕУ. И покрај тоа што сите се сложни дека трговската војна не е во ничи интерес и дека може драстично да ја зголеми инфлацијата и да го намали глобалниот економски раст, сепак размислуваат за заштита на европската економија. Франција и Германија инсистираат на жесток одговор и широка лепеза на производи за кои треба да и воведат на САД зголемени царини, додека Италија и Шпанија имаат помек став и бараат преговори. Меѓу другото, ЕУ размислува и да ги оданочи дигиталните услуги на технолошките гиганти како Apple, Amazon, Meta и PayPal, чии сопственици се инаку едни од главните поддржувачи на Трамп.